Студио поздрав до вас и до нашите гледачи. Ова утро сме овде во Домот за деца без родители и родителска грижа 11 октомври и ќе проговориме за она што е во моментов актуелно. Ова е новиот центар за поддршка на згрижувачките семејства и на згрижувачите и ќе разговараме со Сонја Стамевска, директор на оваа институција. Празно е, тивко е, а и тоа беше целта. Сонја, добро утро, добре дојде во утринската програма и да објасниме што во моментов се случува во Домот 11 октомври. Добро утро и добро дојдовте кај нас. Како што рековте и најавивте, се наоѓате во Домот за деца без родители и родителска грижа 11 октомври, кој што токму така, како што рековте, нели, е празен, но тоа не значи дека не функционира. Тој е празен, бидејќи децата не се веќе во оваа институција згрижени, односно оној начин на згрижување во гломазни и големи институции престана да функционира од 2018 година. Односно 2017 година, кога беше донесена стратегијата, националната стратегија за деинституционализација и планот и акциониот план за функционирање на деинституционализацијата, всушност првиот чекор од истата беше всушност иселувањето на децата од ваквите гломазни институции и згрижување во мали групни домови, кои што се сметаше дека се многу подобар, похуман начин на згрижување на децата и кој што всушност представува многу поблизок облик на оној начин на биолошкото згрижување кај децата. Тоа беше првиот чекор 2018, но интенцијата на деинституционализацијата не е само иселувањето на децата од овие институции, туку и што повеќе развивање на згрижувачки семејства како најдобар и најприкладен облик на згрижување на деца во социјален ризик, како и развивање на други ресурси кои што би помогнале во делот на грижата на овие деца. Ова е нова просторија, односно уредена, прилагодена за згрижувачите, згрижувачките семејства. Односно, ова е контактот, линкот, па и децата можат тука да дојдат. Што всушност ќе се случува овде? Така. Во јули 2021 година се отвори овој центар за поддршка на згрижувачи и згрижувачки семејства и всушност овој центар има за цел да ја промовира услугата на згрижување, спроведува подготовка, обуки и припреми на новите згрижувачи, потенцијални згрижувачи, но воедно и да даде поддршка и помош на веќе постоечките згрижувачки семејства. Значи, овдека се обавуваат оние процеси кои што порано беа во центрите за социјална работа, значи сега се префрлени тука, не дека центрите се изоставени од тоа и центарот има улога во делот на згрижувањето, но сето она што е врзано за згрижувачите, за да се обучат, да добијат соодветна обука, за да понатаму продолжат како згрижувачи, се случува токму тука, таа проценка и обука. 5 чекори до згрижувач. Тоа се оние чекори од Министерството за труд и социјална политика. Значи, рековте дека многу е хумано да се биде згрижувач, не може секој, но оној што има можност, тука ќе го и обучите како да се однесува со децата, бидејќи и тој има полза од тоа. Истото така. Значи, се работи според програмата која што ја прави и самиот центар, но секако и во склад со програмата која што ја дава Заводот за социјални дејности и обуката трае одреден период одреден број на часови, каде што се прави проценката и подобноста на идните згрижувачи. Од минатата недела беше промовирана и кампањата која што заедно со УНИЦЕФ и Министерството за труд и социјална политика, како и ние како центар, ќе се спроведува во текот на 2023 година и всушност целта на оваа кампања е продолжување на онаа која што во 2018 исто така УНИЦЕФ, како најголем наш поддржувач во сите овие дејности на деинституционализацијата, се виде како успешна, бидејќи беше навистина зголемен некаде за околу 20 и повеќе проценти одзивот за нови згрижувачи. Но овој пат малку повеќе се става акцент за мобилизирање и наоѓање на семејства кои што ќе бидат специјализирани
и ќе бидат всушност како интервентни згрижувачки семејства кои што ќе обезбедат специјална грижа на деца кои што се под специфичен ризик. Има и една новина, тоа е да бидат и роднини згрижувачи. Точно така, покрај згрижувачко семејство, нели општо да кажем, згрижувачко семејство каде што може секој граѓанин кој што се чувствува дека може да биде згрижувач, нели и да даде една хумана нота нели во делот на својот живот, може да биде и згрижувач роднинско згрижување, односно оние дечиња кои што ќе останат без грижа од родителите, може, воколку се сметаат спремни и сакаат да продолжат, дел од блискиот круг на роднини да го превземат како роднинско згрижување. Има ли интерес? Да, може да кажеме дека на вистина, особено во делот од годината кога почнавме од 2021 до сега, имаме доста голем број на згрижувачи, и роднински, но и општи згрижувачи. За контролата на она како згрижувачките семејства се грижат за децата, а и децата како се однесуваат, бидејќи е тоа една атмосфера каде што треба и децата да ги знаат и своите права и обврски, меѓутоа и како едно семејство. Згрижувачите, така. Токму тоа беше и целта на овој центар, значи нели збориме покрај обуката што ќе ја добијат и тоа што ние ќе добиеме нови згрижувачи, не е само за да ги добиеме како згрижувачи, туку овој центар да биде целосен во таа слика на згрижувачките семејства, за да може да врши контрола што почеста и што повеќе врз згрижувачките семејства, врз нивниот потенцијал, врз нивните можности нели и способности и нормално секако воколку постои некоја недоследност дека за истото ќе се реагира и ќе се спроведе. Отворени сте за сите, за деца да контактираат, ова им е првиот, ајде да речем, тој е оној дом каде што е замена за родителскиот дом, меѓутоа сепак овде е институција каде што можат и да се пожелат, а и да се пофалат. Така е, секако ние имаме средби тука постојани, значи отворени сме постојано и за згрижувачите, и за потенцијални и сегашни, воколку имаат проблеми, воколку имаат потреба од помош, било каква да се обратат. Многу полесно им е сега, затоа што веќе имаат конкретно место каде што знаат дека ќе го добијат она што им е најпотребно или ќе им се помогне и ќе им се излезе во пресрце. Јас ви благодарам за разговорот, за учеството во утринската програма. Ете толку. Ти благодарам и јас на вам. Почитувани од Домот за згрижување на деца без родители и родителска грижа 11 октомври. Говоревме за она што е многу хумано кај сите од нас, доколку имаме можност, волја и доколку имаме дел хуманост, да помогнеме на оние дечиња, ќе се пријавите овде во центарот доколку сакате да бидете згрижувачко семејство. Биле благодариме.